Да, се враќаме во студиото, тука е Благојче Атанасовски, политички аналитичар. Ке се обидеме да изанализираме за сето она што се случи и за она што не очекува. Господин Атанасовски, има повеќе прашања, повеќе сегменти, некако ќе се обидеме да ги поделиме во поглед на владеачките структури, во поглед на опозицијските структури, бидејќи таму има одредени фрагментации во поглед на општини. Ајде да почнеме со една генерална оценка за излезноста, за резултатите, за бројот на гласачи кои гласале. Има една интересна анализа која и јас ја споделив, која ја направи Лука Павичевиќ, кој е поранешен студентски лидер, кој ги бројал гласовите кои се дадени за советничките листи. Оно што е интересно во таа анализа е дека покажува пат на сите гласови на сите партии, освен кај ДУИ и Вреди, каде што можеби нема нешто, некои поголеми отстапувања, ајде да речеме. Ама има сепак пат од минатогодишните парламентарни, дури и кај нив, да. Има, да. Но тука е интересно. Па, еве, чисто ќе ги кажам овие гласови. Значи, ВМРО ДПМН е 301.000, СДСМ 125.000, ЗНАМ 38.000, Левица 57.000. Некои велат дека не треба да се споредуваат локални со парламентарни избори и дека на парламентарни овие гласови би биле нешто повеќе, но не многу повеќе од ова. Но сепак ми се чини дека тука имаме еден интересен феномен кој се покажа. Така е, многу мина вела дека не треба да се споредуваат парламентарни со локални, но од друга страна, па на локални избори имате најмногу кандидати за градоначалници и за советници на целата територија на Републиката и мислам дека тоа многу повеќе влече да имате агитирање на лична и пријателска основа, бидејќи многу мина се кандидати за советници, за разлика од парламентарните избори кои се општи и имаме само кандидати за пратеници. Од таа гледна точка мислам дека и локалните избори може да бидат басен каде што треба да има поголема излезност, но овие имавме драстична намалена излезност во однос на минатогодишните парламентарни избори. Тоа покажува дека е јасен сигнал и знак дека граѓаните се разочарени веројатно во политичките елити и во понудата на политичките елити, бидејќи за околу 200.000 гласови помалку имаме во така наречениот етничко-македонски политички блок, за етничко-македонските политички партии, каде што граѓаните на минатогодишните парламентарни претседателски избори гласале, сега за околу 200.000 гласа помалку не гласале, односно тие граѓани абстинирале. Ако ги подвоиме парцијално по политички партии и коалиции, ќе видиме дека имаме огромен број на поништени неважечки ливчиња, тоа се 50.000 граѓани кои ги поништиле гласачките ливчиња и ни укажуваат дека граѓаните апсолутно не се задоволни од ниту една од понудените опции, па дури на тие кандидати кои беа на независните листи. На револт. Абстиненцијалните гласачи кои не излегле да го остварат своето право на глас, а лани на минатогодишните парламентарни претседателски гласале, а денеска останале, мислам на овие избори, завчера останале дома, и тоа е казна и револт. Тие кои излегле, кои велат не сакаме да ни го злоупотребат под наводници или фалсификуваат нашето право на глас, ги поништиле изборите, станува збор за 50.000 граѓани гласачи, тоа се повеќе од 5 пратеници, ако вие ги направите под онтов модел, тоа е огромна бројка. Имаме 60.000 гласови кои се дадени на советници на група избирачи или популарно што се вери независни кандидати. И тоа е еден басен од 50 и 60.000. Ќе видиме дека 110.000 гласачи гласаат или поништуваат ливче, или гласаат за група избирачи, односно не гласаат за директни политички партии од типот на ВМРО ДПМН и коалицијата СДСМ и коалицијата Левица или ЗНАМ. Од друга страна, и уште 200.000 што не излегле. Што не излегле, тоа е огромен потенцијал кој нам ни укажува дека во Македонија може дојдено време за формирање на нова политичка партија, ново политичко движење или платформа која ќе биде надвор од постојните политички партии. Да почнам да ги анализирам сега постепено ВМРО ДПМН. Ајде да видиме, ВМРО ДПМН. Имаме она што е таму евидентно е дека имаме пат на поддршката. СДСМ вели 135.000 гласа се изгубени,
Веројатно сега ако ги сметаме гласовите на ВМРО ДПМН и коалицијата за парламентарните избори, некаде тука е. Значи, доколку би биле парламентарни избори, веројатно дека овие гласови би биле повеќе, но не толку повеќе. Еве според истата анализа на Павичевиќ, интересно тој дава некаква пресметка дека можеби на парламентарни би биле околу 340.000 гласа за ВМРО ДПМН според овој тренд. Добро, сега да конкретизираме точно, ВМРО ДПМН во апсолутни бројки изгуби најголем број на гласови, бидејќи освои најголем број на минатогодишните парламентарни избори, околу 140.000, што е драстичен пат за година и половина или години и 4 месеци од нивното преземање после 7 годишно опозицијско дејствување тие стана владеачка партија, освојувајќи 58 пратеници, што на еден начин добија референдумска поддршка од граѓаните која казнија тогашната власт предводена од СДСМ и ДУИ. Значи има огромни очекувања за година и 4 месеци, пат од 140.000 гласови огромна бројка, но јас тоа го велам, ВМРО ДПМН си се врати во својот биолошки минимум, бидејќи ВМРО ДПМН како политичка партија, заедно со сите нејзини коалицијски партнери низ децениите, ама под брендот ВМРО ДПМН, не паднале по 300.000 гласови, односно јас велам и на така наречениот 15 септември 2002 година, кога СДСМ освои 500.000 гласа, ВМРО ДПМН со тогашниот претседател и премиер Љупчо Ѓорѓиевски после еден таков воен конфликт падна од власт со освоени 300.000 гласа. Понатаму Никола Груевски на власт дојде 2006 година пак со освоени 300.000 гласа, што сакам да кажам дека и последниот ВМРО-вец во оваа држава на крај да гласа ќе испаднат 300.000 гласа. Значи тоа е така наречениот биолошки минимум на оваа политичка партија. Со тие 300.000 гласа они направија убедлива, да речеме, историска, ако сакате, или апсолутна победа во целата држава, во цела Македонија, освојувајќи, мислам дека преку 30 општини во првиот круг, да. А СДСМ е сведена само на 3. По информациите тоа се Кривогаштани, Богданци и Крива Паланка. Веројатно тој број во градоначалници на ВМРО ДПМН по завршување на вториот круг ќе се зголеми над 50, како што се трендовите, така што тие треба да се анализираат од две гледни точки. Имаат огромен пат, што значи тие граѓани кои не се традиционални ВМРО-вски гласачи на минатите избори кои ја дале довербата на ВМРО ДПМН веднаш се разочарале и сега или абстенирале или гласале за други политички партии како Левица, Независни или го поништиле ливчето, но во однос на соодносот помеѓу ВМРО ДПМН и нивната главна конкурентска партија, тоа е се уште СДСМ, тие може да бидат апсолутно комотни, бидејќи разликата е па околу 180.000 гласови, особено на ваков модел каде што на мнозински избор се бира градоначалник на општините, со еден глас повеќе нели бирате вие градоначалник, ВМРО ДПМН апсолутно може не само да е победник, туку и да биде комотен во однос на резултатите. Дали ќе предидеме се разбира на СДСМ, на уште едно прашање, дали можеби овие резултати се причина што не видовме преголема еуфорија во владеачката партија. Нормално дека славеа, нормално дека прогласија победа, што апсолутно веројатно да, е победа, но немаше една таква претерана еуфорија. Апсолутно, бидејќи многумина велеа дека ВМРО ДПМН има пат од 100.000 гласови, значи има пат од 140.000 гласови, а не од 100.000 гласови. Тоа веројатно и самиот лидер на ВМРО ДПМН, можеби раководството, функционерите, не верувале во тие предикции, предпоставки дека ВМРО ДПМН може да падне за 100.000 гласа, напротив, падна за 140.000 гласа. И мислам дека се свесни дека доколку тој тренд продолжи, можеби ќе бидеме сведоци дека ВМРО ДПМН може да паѓа уште подоле од 300.000 гласи, покрај тоа што кај ВМРО ДПМН во 35 годишната повеќапартиска историја не се случило, за разлика од СДСМ како политичка партија, која сум ја анализирал и се сметало дека СДСМ има историски минимум од 200.000 гласови, односно Радмила Шекеринска, Владо Бучковски, кога имаат изгубено парламентарни избори, историскиот минимум биле 210.000 гласови и се сметаше дека СДСМ по 200.000 гласови не паѓа. Тие го пробија дното прво лани,
на парламентарните избори со Димитар Ковачевски освојувајќи 153.000 гласа, сега отидоа уште под тоа дно, освојувајќи 125.000 гласа, така што сакам да кажам, за СДСМ нема дно, а во нивниот биолошки минимум, а за ВМРО ДПМН тоа дно е 300.000 гласа, но може да се случи и во десницата или во десниот блок, како што ќе одминуваат годините, а ВМРО ДПМН ќе биде владеачка партија, нема конкурентска партија во левицата и во опозицијата да ја замени на власта, може би граѓаните се повеќе би се разочарувале, па ќе видиме еден феномен, нов тренд дека ВМРО ДПМН може би паднал под 300.000 гласа. Дали во таква констелација може би сега би било паметна стратегија за председателот на партијата и премиер Мицкоски да свика предвремени парламентарни избори? Бидејќи тој го негираше тоа, рече дека не размислува такво нешто, најави реконструкција на влада после јануари, но ми се чини дека сега можеби таква мисла би ја земале во предвид. Па да, бидејќи зборот предвремени парламентарни избори беше наратив во јавноста кој беше најмногу наметнуван од политичката партија ДУИ, која и покрај тоа што условно кажано беше победник во така наречениот етничко албански политички блок, отиде во опозиција. И тие постојано велеа дека го имаат легитимитетот кај албанците и дека треба да се распишат предвремени парламентарни избори, но со оглед на резултатите во така наречениот етничко албански политички блок, јас не гледам дека ДУИ веројатно и понатаму би одела со тој наратив и вординг дека треба да се распишуваат предвремени парламентарни избори, односно не е таа што ДУИ како опозицијска партија на ВМРО ДПМН на Вленке притиска во наредните месеци кои доаѓаат да се организираат предвремени парламентарни избори, туку тоа, ако се случат идната пролет в година, би било одлука веројатно најмногу на премиерот Христијан Мицкоски, веројатно во координација со нивните етничко коалициски партнери од коалицијата Влен, кои направија значителен успех освојувајќи поголем број на градоначалници. Да. Добро, СДСМ кога зборуваме за нивниот наратив, па од друга страна, е дека зачудувачки поминале добро, велат, дека како се изрази Филипче, не сме задоволни со резултатот, но и не е лош. Нешто отприлика таква некоја фраза употреби, па тие извадија во нивна одбрана, ајде да речеме, дека според нив најголем пат има ВМРО ДПМН, тие и левица немаат толку голем пат како што велат, дури имаат и раст во одредени општини. Па така некако СДСМ се обидува ова да го представи и како позитивна работа за нив. Мислам дека цела држава ги смејува. Не знам кој име, односно знам кој име таму кој им го води така наречениот кризен пиар менеджмент, но треба да ги видат реакциите на социјалните мрежи пред се од нивни социјалдемократски членови. Јас сум запрепастен и вџашен како тоа еден лидер на таква политичка партија може да даде беневолентна изјава дека не направили толку лош резултат кога тој го допре историскиот биолошки минимум на СДСМ, како што да трендовите, јас кажав пред малку нели тука дека може СДСМ да оди и под тој биолошки минимум кој сега е 125.000 гласа. Ако се сметало дека СДСМ има 220.000 гласа или 210.000 и тоа е дното под кое не може да пробие, сега СДСМ се наоѓа на 100.000 гласа под тоа дно. Од друга страна јас не гледам ни тука заменик председателката, ни тука една подпредседателка, некое чувство на вина и на морална одговорност, на партиско-политичка одговорност, но се поставува прашањето прво дали првите челни луѓе на СДСМ се долготрајни членови на СДСМ или пак се октруирани како ново раководство на СДСМ по смената на поранешниот председател Димитар Ковачевски, дали имаат чувство на припадност кон таа партија, дали имаат чувство на одговорност, емоционална поврзаност што се вели, емоционална одговорност да поднесат оставки или барем да отворат дебата во самата партија. Како може вие да кажувате дека одговорот на ова што го кажувате е јасен дека не се, никој од нив не е член на СДСМ. Па затоа им се такви изјавите, ама затоа и СДСМовското не гласачко тело, туку членство, бидејќи тоа е една од двете доминантни политички партии кај нас со организирана структура на територијата на целата држава, условно кажано врие и имплодирајќи бара оставки, ако анализираме поединочно. Подпредседателката на СДСМ беше
кандидат за градоначалник на главниот град. Не само што не влезе во вториот круг, туку е четврта пласирана според гласовите. СДСМ како политичка партија поднесе листа во главниот град Скопје. Има 4 или 5 советници од вкупно 45 советници. Организациониот секретар на СДСМ во општина Куманово, која е најголема општина во Република Македонија, заврши четврти на листа согласно освоените гласови. Општина која до појавата на Максим Димитриевски, односно одцепувањето на Максим Димитриевски, важела за главен бастион на СДСМ, каде што се црпели кадри на СДСМ, сега нивниот кандидат е четврто. Во општина Битола, кој е втор најголем град во Македонија, кандидатот на СДСМ не влезе во вториот круг, односно второ пласирана е независната советничка Габриела Илиевска. Во Кочани СДСМ нема во вториот круг кандидат. Збориме за партија, пак ќе напоменам, со организирана структура каде што губи од поединци. Ако подпредседателката како кандидат на ова раководство за главниот град е четврта, ако организациониот секретар во Куманово е четврт, тогаш дали тие имаат лична, морална, партиски, политичка одговорност да речат дека тие како понуда која излегла пред граѓаните и завршиле на четвртото место и понатаму треба да бидат лица кои ќе бидат раководители, дел од раководството или ќе бидат партиски лица во јавноста кои ќе убедуваат јавноста дека тие се алтернатива на, условно кажано, ова лоша владеачка гарнитура предводена од ВМРО ДПМН. Од друга страна, ќе одговори ли некој како СДСМ после 20 години водење на општина Струмица како локална самоуправа, правење на општина Струмица бастион на СДСМ, како во јуни месец СДСМ не го кандидираше за втор последователен мандат актуелниот градоначалник Костадин Костадинов, кој веројатно од денешна гледна точка би победил, бидејќи анкетите одеа во таа насока, кандидираше кандидат за градоначалник во општина Струмица кој, да ми извинат гледачите, јас не знам каков степен интелигенција има, но човекот не може да сврзе три просто прочирени реченици. Значи, сите катастрофални грешки на председателот или лидерството на СДСМ одеа во насока да направат ваков епски катастрофален резултат. Прво се шпекулираше Мишко Ралев дека ќе биде кандидат на СДСМ за главниот град. Јас не сакам хипотези и предикции да давам дали Мишко Ралев би влегол во вториот круг, но апсолутно мислам дека многу подобро ќе поминеше и меѓу граѓаните и меѓу гласачите. Се направи катастрофален кастинг на кандидати за градоначалници и мислам дека резултатите го покажаат тоа. СДСМ е девастирана во главниот град и во скопските општини, пред се од политичката партија Левица. Трендот оди во таа насока дека СДСМ ќе биде, условно кажано, трета политичка партија или четврта во главниот град Скопје, каде што во тие јадра, во главните скопски општини, секогаш СДСМ кога бил опозиција и во минатото при 11 годишното владење на ВМРО ДПМН со Никола Груевски, најдобар резултат СДСМ правил во изборната единица 1 каде што се концентрирани скопските општини. Сега СДСМ е најкатастрофален токму во скопското урбано јадро. Јас не знам овие работи што ги велам, дали тие луѓе седнуваат на маса, дали се погледнуваат во огледало, дали не има јасно колку е 2 и 2, и затоа ќе го поставам прашањето дали имаат чувство, грам срам, чувство на морална, политичка и партиска одговорност пред собствените членови, па ако сакате и гласачи, за овие катастрофални грешки кои ги направија во кандидирање на овие кандидати. И пак ќе употребам, јас не можам како да го наречам тој лидер на таа политичка партија, кога не знам дали има бекграунд социјалдемократски, дали бил член, дали ги поминал сите, како се вели, внатре-партиски скалила на искачување, или СДСМ е завршена како политичка партија и претворена, условно кажано, во една приватна корпоративна фирма или компанија на, порано го велеа, кланот од Муртино, кланот од Струмица, кланот од Дубај. Такви термини користеа политичарите од ВМРО ДПМН која сакаа да се пресметуваат со политичките противници од СДСМ. Сега веќе тој вординг не го користат, но го поставувам прашањето како дилема, дали тоа е заробена партија, како што рече
пратеничката и поранешна министерка за одбрана на минатите внатрепартиски избори во СДСМ кога беше кандидат за председател, се боревме, ја цитирам, не ја парафразирам, се боревме против заробена држава, добивме заробена партија, тоа се нејзини зборови, не мои. Дали е тоа вистина? Веројатно е. Која би била логиката тогаш? Многу се зборува за тоа дека постои некаков договор помеѓу поранешниот премиер Заев и сегашниот премиер Мицкоски, дека сето ова е дел од некаков дил. И интересно е што анализите се правеа пред локалните избори и излегуваат точни. На некој начин се рефлектира врз резултатите. Не само тоа што многу се говори. Зошто и би се направило тоа? Би се направило бидејќи поранешниот премиер и председател на СДСМ беше обвинуван во тешки криминали, во тешка корупција, збориме за стотици милиони евра, десетици милиони евра. Тоа беше главната реторика на тогаш опозицијската ВМРО ДПМН и тогаш опозицијскиот лидер, сега премиер на Македонија Христијан Мицкоски. Од кога се смени власта, јас не гледам дека ниту од владеачката партија, ниту премиерот, ниту некој кажал дека треба да се гонат, да речеме, поранешниот премиер и неговиот брат од така наречениот клан Муртино или кланот Заев или кланот Дубај, и апсолутно оди во таа насока дека постои таков подземен дил меѓу актуелната владеачка гарнитура со поранешниот премиер и председател на СДСМ, за да си ја купи слободата, ја продава условно кажано партијата, ја третира партијата како свој грана приватен, како своја приватна фирма, една од многуте кои ги има таа фамилија на поранешниот председател на СДСМ, што се вели ја продава, ја тезгари, ја пазари на еден начин за да си ја купи слободата од сите тие обвиненија кои му висат на глава. Овој што сега е поставен, јас го велам така наречен председател на СДСМ, не сакам да преюдицирам дали има условно кажано инсинуации за криминални дејанија, тоа си има органи, каква и да е оваа држава, треба да има институции независни од обвинителство и правосудство да го проверат, но индикативно ми е истиот тој така наречен председател на СДСМ, кога се случи најужасната и најкатастрофалната трагедија и несреќа во поновата историја на Македонија, тоа е настаните од дискотека, така наречената дискотека Плюс во Кочани, каде што нели загинаа 63 млади животи и преку 200 повредени. Првата изјава на така наречениот лидер на опозицијата беше мора да има одговорност за овој грозоморен и трагичен настан. Веднаш потоа премиерот му врати, ќе има одговорност и за Кочани, но ќе има и за модуларната болница во Тетово, и човекот веќе замолкна. Значи, вие ако имате во вашето политичко минато, условно кажано, путер на главата, и со што нешто да ве уценуваат и да ве држат, и сте поставен да браните ваков епски пораз, тогаш апсолутно индициите идат во таа насока дека има дил меѓу поранешниот премиер и председател на СДСМ од Струмица и струмичкото познато семејство кое тежи во милиони во фирми, дека тој дил е да се назначи токму овој така наречен лидер, да му биде условно кажано поданик и измеќар, и да ги назначи овие, да не речем карикатури во јавноста од типот на подпредседателки или заменик председателка, кои бранат дрско и арогантно нешто што не е одбранливо. Не сакам да звучам така, но вие, без грам срам, да упорно кажувате дека не имате лош резултат, да не се преповторувам, во главни урбани центри низ Македонија, во Битола, која е бастион на изборна единица 5, во Струмица, која бил ваш бастион, е бастион на изборна единица 4, во Куманово е бастион на изборна единица 2. Да доживеете епски порази, вашата политичка партија да не влезе во вториот круг, во Скопје да бидете девастирани, и вие да речете дека имате не толку лош резултат, а сте победиле во Кривогаштани, во Богданци и Крива Паланка. Јас, како метафорички да се изразам, освен да кажам дека еден од најдобрите неврохирурзи во државата да си побара добар невропсихијатар, ако смета дека тоа што го вели во јавноста е како да кажам, реалноста, или верува во тоа што го кажува. Мислам дека на никому не треба да му се подценува интелигенцијата, особено не на оние честни
и, како да речам, вредни социјалдемократи кои во изминативе 20-30 години како членови се вградиле во таа партија, учествувале во изградбата на структурите на партијата, агитирале под наводници што се вели партиски, трчале за секои изборни циклуси и некој така, како да кажам, да им плеска в лице толку цинично и иронично да им кажува дека ова не е пораз и дека партијата ќе се консолидира, а некој веќе го поставува под знак прашање и екзистенционалниот обстанок на оваа политичка партија, што многумина велат дека и се случува пасокизација, јас тоа го негирам, и во вашето студио во сите телевизиски гостувања сум велел Пасок е веќе втора политичка сила во Грција, се врати на местото на Сириза, на СДС ми се случува класична БСП-изација како што се случи на Бугарската социјалистичка партија во Бугарија, односно од доминантна владеачка партија БСП стана мал коалицијски партнер на ГЕРБ со 2 министри и има околу 6-7% освоено гласачко тело. СДСМ оди кон тој тренд. Да ја замени, знам, еден ден, ако сака да стане владеачка партија во коалиција предводена од ВМРО ДПМН. Да, тоа може да се и социјалистичка партија во Србија исто е. Да. На Ивица Дачич. Добро. И па со нив ќе ги споредуваме со БСП во Бугарија и со Ивица Дачич. Да. Кога зборуваме за левица, истиот, ако ги гледаме вкупниот број на гласови, има истиот тренд и кај нив, владее дека имаат некој пат од парламентарни избори, не толку голем. Тоа повторно нели се споредува дека тоа се локални, ова парламентарни, но сепак левица направи прилично голем успех со тоа што влезе во втор круг во Скопје, така некако си ја зголеми видливоста и тоа на голем начин. Така е. Левица е иста со останатите политички партии кои има мал пат, да речеме, од 67 на 58.000, покрај тоа што Левица беше единствената политичка партија која сега од избори на избори го зголемуваше своето гласачко тело, може влегува во еден вид, така да се изразам, на политички климакс кај што го достигнаа врвотно освоени гласови, околу 60.000, но, како што кажавте, во перцепцијата на јавноста, Левица е, ајде да не речам апсолутен, ама морален победник во главниот град Скопје со тоа што нивниот кандидат за градоначелник Амар Мециновиќ влезе во вториот круг, како што кажа, за прв пат во повеќе партиската историја на Македонија, кандидат надвор од двете големи политички партии ВМРО ДПМН и СДСМ влегол во вториот круг и тие тоа си го представуваат како успех. Нека се радуваат, бидејќи таа политичка партија постои не повеќе од 10 години, направија значителен резултат во скоро сите скопски урбани општини, особено на советничките листи, каде што се пата со гласовите советниците на СДСМ, која е, како што кажав, девастирана и во политички нокдаун во скопските општини, во општина Карпош се израмнети по советници во Скопје. Сакам да кажам дека Левица станува де факто втора политичка сила во главниот град, а со тоа во изборната единица 1 и изборната единица 2, доколку продолжат овие трендови, Левица ќе биде изедначена по бројот на пратеници со СДСМ и тоа ќе видиме во годините што следуваат дали ќе се реализира, но Левица е видлива пред се во големите урбани скопски општини, големите урбани општини низ републиката, дали се должи нивниот слаб изборен резултат во помалите рурални места во Македонија со тоа што им беше скратено правото нели да се рекламираат со државно финансирање, не знам, но веројатно има голем удел и тоа што тие беа десеткувани и на еден начин осакатени со тоа што им се оневозможи не само со државно, туку мислам дека и со приватно финансирање они не смеа да бидат рекламирани по телевизиите. Единствено што беше така им го толкуваа тоа. Значи за таква помала политичка партија надвор од двете доминантни политички партии, вие да не бидете представен на ниту една телевизија, односно да ви биде забрането платено политичко рекламирање и само да водите Facebook кампања, дефинитивно направија значителен успех и покрај тоа што јас сум познат во јавноста дека не се согласувам ниту со идеологијата, ниту со политиката на левица, особено во нивниот надворешно политички ориентацијски курс. Не можам на белото да велам црно и да кажам дека левица не направила значителен успех на да, но ми се чини дека според математиката и она што следува во вториот круг, господинот Мециновиќ нема шанси никакви.
не да победи, туку ниту да се приближи до Па да, кандидатот огромна е на разликата. ВМРО-ДПМН. Мислам дека кандидатот на ВМРО-ДПМН Орце Георгиевски преку 90-91.000 гласови, Амар има околу 30.000 гласови. Мислам дека разликата од 3:1, што се вели на куп сите што се испаднати во првиот круг кандидати за градоначалници да отидат на контото на Амара, тоа не може да се случи бидејќи Влен имаше кандидат за градоначалник што е дел од владачката коалиција со ВМРО-ДПМН. Мислам апсолутен победник ќе биде Орце Георгиевски, но тие тоа го, како кажав, морални победници се во главниот град од проста причина што мислам дека си направи еден вид на политички влог за војнината, да луѓето поверуваат дека ете левица можеби еден ден во некоја догледна иднина ќе освојува и градоначалници, не во главниот град, но во некоја скопска општина, бидејќи тие пробивот во гласачкото тело го прават многу споро, но како да кажам на долги патеки во изминативе 10 години го градеа тој успех. Не блесна како политичка партија кога се формираа пред 10 години, освоја многу малку 12.000 гласа, но низ годините се повеќе го зголемува своето гласачко тело. За разлика од други политички партии, како знам, кои најголемиот успех го направија прв пат кога се појави на политичката сцена на минатите парламентарни председателски избори. Замислете, кандидатот на Знам за председател освои 84.000 гласа, политичката партија освои 57 и Знам денеска освои околу 38.000 гласа на советничките листи, односно знаме од класичните естаблишмент партии како НСДП на Тито Петковски, ВМРО Народна Љупчо Георгиевски, отцепени од главните бастиони ВМРО-ДПМН и СДСМ и најголемиот успех го прават секогаш на првите избори кои ќе се појават. Деја на Васил Тупурковска, да не ја заборавиме. Да, апсолутно. Да, следното прашање беше за Знам. Тие евидентно дека имаат пад на гласови, но со тоа што имаат прилично мали шанси да победат и во општина Центар, а Куманово не е спорен, се чини дека нив ослабнуваат не само како партија, туку им ослабнува и позицијата во владата. Апсолутно. Знам има 2 министри, неколку заменик министри, директори, не знам таму колку управни надзорни одбори и вработувања согласно прераспределбата на колачот во извршните функции. Јас мислам дека ако остане ова прераспределба на извршната власт меѓу коалицијските партнери ВМРО-ДПМН Влен и Знам ќе биде условно кажано частената или најсрекната политичка партија, бидејќи со околу 40.000 гласови вие да имате толкав дел од колачот, тогаш треба едноставно да му се заблагодарите на премиерот, но мислам дека Знам оди во еден вид на НСДПизација на Тито Петковски, како што кажав, да не се преповторувам, најголемиот успех го направија лани, сега има драстичен пад во некои скопски. Мислам дека они дури позади коалицијата предводена од ЛДП и од ГРОМ во Скопје се по број на освоени гласови помалку, во некои скопски општини имаат земено само по еден советник, драстичен пат имаат споредбено, особено во урбаните скопски општини или урбаните големи градови во Македонија, каде што им беа упоришта, 3:1 имаат или 2,5 пати према 1 споредбено со минатогодишните парламентарни избори. Тоа апсолутно, мислам, покажува дека граѓаните се веќе разочарани од политичката понуда на Знам со тоа што се дел од владеачката коалиција. Знам стана еден вид на клиентелистичка партија на пребегани поранешни социјалдемократи кои сакаат да се ухлебаат во таа политичка партија бидејќи е дел од власта, но трендот покажува дека Знам најверојатно ќе заврши како локализирана партија во општина Куманово, односно ќе имаат градоначалник, председател во општина Куманово и политичката моќ ќе допира само во општина Куманово и општините кои гравитираат во изборната единица 2, бидејќи ако направиме некоја симулација по Дондов изборен модел, овие гласови ако се пресликаат, Знам би имала 1 или 2 пратеници во општина Куманово и толку. Да, изборните единици 3, 4, 1, 3, 4, 5, каде што веќе имаат пратеници, апсолутно гласовите не даваат пратеник. А не мислам дека, како што ќе одминуваат годините, Знам ќе биде дел од власта, Знам би можело да го зголеми своето гласачко тело и потенцијал. Напротив, мислам дека ако одат самостојно со своји листи на наредни парламентарни избори, ќе освојат помал број гласови од овие освоени на локалните избори предвадено.
Да, она што ако зборуваме каде би било интересно сега во вториот круг, една од општините каде ќе биде најинтересното е општината Карпош, каде што работите не се толку јасни. Во првиот круг победи кандидатот на ВМРО ДПМН, господин Лукровски, тоест води пред Стефче Јакимовски, но знаеме дека Јакимовски во минатото знаел да прави пресврти, но сега имаме интересна математика таму. Како гледате на ова? Имаме ли некакви анализи што би можело да се случи во вториот круг? Мислам дека најинтересна општина за следење во овие два изборни циклуси општината Карпош. Прво станува збор за една од најурбаните општини во главниот град Скопје. Да не ги навредам гласачите, има општини од типот на Валандово или Крушево каде што ќе имаме втор круг, но мислам дека рефлекторите на јавноста ќе бидат свртени кон општина Карпош во етничко македонскиот политички блок. Станува збор за, условно кажано, судир на двајца различни концептуални кандидати. Првиот кандидат е од редовите на владеачката партија, кој до неговото кандидирање беше, условно кажано, политички анонимус, кој доаѓа од приватниот сектор, така беше презентиран во кампањата. Позади него стои најмокната владеачка партија со сета своја партиска машинерија и ги освои тие гласови кои ги освои во вториот круг. Од друга страна, негов против кандидат е добро познатиот актуелен градоначалник на општина Карпош, кој мислам дека најдолго се задржал на политичката сцена во Македонија и се уште актуелен жив политичар од, што се вели, стариот ков на политичари од 90-тите, кога биле активни Бранко Црвенковски, не знам, Љупчо Гергиевски, Стојан Андов, само тој со, да речам, неговиот инстинкт за политичко преживување останал на политичката сцена. 4 мандати бил градоначалник на општина Карпош, ова му е трка за 5-ти мандат и на еден начин покажува феноменологија во самата општина Карпош со тоа што ако направиме компарација со минатите парламентарни претседателски избори, кандидатот од политичката партија Гром Стефчо Јакимовски освои, мислам дека околу 2000 гласа како кандидат за претседател, а сега за кандидат за градоначалник на зборам во општина Карпош, а сега за кандидат за градоначалник на општина Карпош на локалните избори освои околу 8700 гласа, што значи дека се прави некоја си диференцијација во однос на парламентарни претседателски локални избори кога станува збор за овој кандидат. Ќе видиме како ќе биде расположението на граѓаните во вториот круг, зависи кој повеќе ќе мотивира во овие 2 недели изборна кампања нови гласачи или постојните гласачи кои своите гласови ги дале за други кандидати од СДСМ, од редовите на независните, беше Невена Ѓорѓиевска, кандидатот од Левица, кои имаат ростер околу 7 до 8000 гласови кои спадна во вториот круг. Разликата 1500 гласа води 1500, кандидатот на ВМРО ДПМН Сотир Лукровски во однос на Стефчо Јакимовски, така што од друга страна мислам дека гласачите на кандидатката Невена Ѓорѓиевска, Антонио Димитровски од Левица и Маја Мојсова Миовска од СДСМ се преференцијални варијабилни гласачи кои не може, како да кажам, со контингент да ги насочите да гласаат за едниот или другиот кандидат, бидејќи станува збор за специфична партија како што е Левица. Мислам дека предпоставка се да направиме хипотеза, самиот лидер Димитар Апасиев да рече гласовите во Карпош пренасочете ги кон едниот или другиот кандидат, мислам дека тоа би имало контраефект. Левица не е политичка партија како ВМРО ДПМН да има такво мобилизирачко стабилно гласачко тело да му рече гласете за ово или оно, и тоа го правеле гласачите на ВМРО ДПМН. Напротив, на Левица гласачите се друг тип на гласачи. Истото важи и за гласовите на кандидатката од група избирачи Невена Ѓорѓиевска, така што сакам да кажам дека ќе биде интересно многу да се следи согласно преференциите на граѓаните во општина Карпош, ќе се определи изборниот победник за 12 дена од сега, а не од некој, како да кажам, пренасочување на контингенти на гласачи или под маса, што се вели, договарање на политички лидери со одредени кандидати. Може би во македонската политичка практика апсолутно сме гледале на такви случаи, но мислам дека и гласачкото тело во Карпош, и гласачите на кандидатите кои спаднаа
во првиот круг не се таков тип на гласачи кои може да бидат теледиригирани или насочени. Оно што е интересно таму е дека гласачите на независната кандидатка и на СДСМ можеби нема сите да излезат сега во вториот круг, веројатно дека голем дел ќе излезат, ќе се гласаат по собствено убедување, но гласачите на левица сигурно ќе излезат бидејќи имаат мотивација, имаат свој кандидат за град Скопје. Да. Мислам дека кандидатот Амар Мециновиќ направи, како да кажам, поволна структура за опозицијското гласачко тело во Карпош за да искочат во вториот круг, но пак ја кажам, не знам како еден гласач на левица, бидејќи искрено не сум гласач на левица, би размислувал во вториот круг, кога во првиот круг би го дал својот глас нели за кандидатот на левица Антонио Димитровски, како он би се поставил кога требало да гласа за избор меѓу кандидатот од ВМРО ДПМН Сотир Лукровски или Стефчо Екимовски, во ситуација, под хипотеза би предпоставиле дека треба да гласа за Стефчо Екимовски, бидејќи левица е нели главна опозицијска партија на ВМРО ДПМН и е таа политичка партија што води политички пресметки и битки со ВМРО ДПМН, но од друга страна во минатото левица имала и прес конференции, соопштенија во кои го критикувала самиот Стефчо Екимовски како актуелен градоначалник на Карпош, така што на вистина не можам да се ставам во кожата на гласачите на левица, па може би и ќе шкртат, може би некој ќе заокружи за Сотир Лукровски, некој за Стефчо Екимовски, но на вистина мислам дека е голем знак прашалник, икс недоумица, како тие 4000 гласа во вториот круг би се прераспределили меѓу преостанатите двајца кандидати за градоначалници во општина Карпош. Да, и за крај ми се чини дека имаме еден момент каде оној феномен кој беше особено присутен на последните локални избори, на еден пораст на тие независни граѓански листи, постои на овие, но како да е во пад, ми се чини. Дека, особено во градот Скопје, ми се чини дека не влезе ни еден советник од независните листи, колку или влегоа? Во градот Скопје имаше две независни листи, условно кажано, Зелен хуман град и Јана Белчева, која беше, мислам, нели советничка од шанса за центар во Скопје. Не знам како им се именува нивната група на избирачи, но и тие имаат по еден. По еден влегоа. По еден, да. Знам има еден и во општина Центар? Општина Центар има 2, во општина Карпош има 3, Невена Георгиевска сега е, нели беше кандидат за градоначалник, беше актуелна советничка и сега влегоа 3 од таа листа. Има, добро, Габриела Илиевска и сигурно има советничка листа во Битола. Пат. Јас мислам дека ги преповторија гласовите од минатогодишните локални избори во 2021-та има околу 60.000 гласа, согласно информациите, јас мислам дека и сега имаат 60.000 гласа, но тоа се истите урбани јадра во Карпош, во Центар, во градот Скопје, во Битола и во одредени помали општини низ Македонија, каде што, да речеме, многу е полесно вие врз база на лични или како да кажам, семејни пријателства, каде што ви требаат 500-600 гласови, може би и помалку во некои општини да влезете како, условно кажано, независен или група избирачи што ги велат кога ќе поднесете листа, но тоа не е ништо бидејќи независните кандидати за советници, па ако сакате и за градоначалници, се појавуваат само на локални избори, а не прават една поголема политичка платформа која ќе биде понуда на идните парламентарни избори. Тоа не го видовме и на минатогодишните парламентарни избори, каде што немавме, да речеме, презентација на тие независни листи. Односно, како да кажам, тие самите гледаат дека имаат потенцијал за освојување околу 50.000 гласови на територијата на цела Македонија, но дали поради нивни внатрешни суети, несогласувања и наетења, некој мисли за себе дека е најпаметен или политички најспособен, не превземаат иницијатива да се самоорганизираат, не мора во политичка партија, може да се организираат во еден вид на движење на независните кандидати и да настапат под еден политички чадор со, условно кажано, еве независни листи на парламентарни избори во сите 6 изборни единици. Многу кандидати се, да, веројатно не може да се договорат. Па тоа сакам да кажам, заради суети, партиски, лични препукувања, најмногу станува збор за суета тука, директно ќе кажам, мислам дека
сите тие и не знам Невена Ѓорѓевска, сега не спомнам, Јана Белчева, Габриела, не сакам никој да ме свати погрешно и да се навреди, но политичкиот инстинкт и интелигенција кај сите тие кои гледаат дека освојуваат гласови кај граѓаните, треба да ги наведе да се организираат. Јас не гледам од ниту една од нив, 3, 4, 5, па имате и нели советници, тука Горијан беше од Зелен хуман град, Драгана Велковска, па тие направија се две различни советнички листи. Едната е Драгана Велковска Зелен хуман град, другата беше од Јана Белчева во градот Скопје и тие зема по еден советник, односно граѓаните кои сакаат да гласаат за независни, имаат две независни листи за градот Скопје, место да направи една и веројатно кога ќе им се концентрираат гласовите, можеби да го земале подобро. Па подобро веројатно ќе имале 3, може и 4, а вака само им се расплинуваат и распределуваат гласовите, но мислам дека станува збор за класичен македонски инет или суета, не може да ги надменат тие суети, а гледаат и самите дека а и да кажам, условно кажано, добро и прилично, солидно поминуваат на македонскиот политички пазар како понуда на секој локални избори. Секој сака да биде лидер кај нас, тоа е феноменот. Толку лидери, таква држава сме денеска. Да, Танасовски, ви благодарам, направивме една исцрпна анализа. Не зборувавме многу за тој така наречен албански кампус. Не остана време, да. Доставиме нешто и за Љузем Фаризи. Со него ќе продолжиме, на истата тема ќе разговараме. Почитувани, ви благодариме. Останете со нас, одиме со една куса, пауза и продолжуваме со емисијата.